два разлози зашто сум тука. Се видов со мојот пријател господинот Хан и пријателот на албанците и на Македонија кој работеше 2 години макотрпно да избегнеме од оваа криза. Другиот разлог е, мислам дека на албанците веќе им недостасува опозиционер како што е ДПА и како што сум јас, затоа што последните денови гледаме дека другите стана членови на некакви влади. Зашто се среќавам со луѓе? Треба да бидам информиран, да имам информации како се одвива ситуацијата. Значи, прашање... Не. Мс, ќе одговарам на македонски. Прашањето беше што мислам за предвремени избори. Јас укажав на еден наш принципиелен став. Никогаш нема да бидеме странка или како се вика паль со дуи. Владина. Другото, нашето неучествување во Тирана во Приштина, ние што сме вон овој процес, ова е причината. Дуи. Второ, дали неформално сум се видел само со господинот Ахмети, само со Дуи не сум се видел, со другите партии да. Има многу неточни работи, што се кажуваат во јавноста. Прво, господинот Ахмети јавно кажал дека се слушал телефонски со мене и јас му рекол дека го поддржувам. Пред него си лажеа и си клеветаа други дека јас го поддржувам господинот Ахмети, очигледно. Сега тоа не е доволно, треба и он тоа да го кажа. Јас му реков на телефон, сум давал оставка, не знам македонски како е зборот, шипаш до та креји, комен, жак, дерите ти, да ти до тоа обизједе, до рече си го обизједе, цел, ќе ја влечкам ногата до тебе и ти треба да даваш оставка за тоа што ти си се сметаш за најголемиот губитник. Трето, на 28 јануари, попладне, се виделе господинот Ахмети и господинот Алианца. И се договориле Алианцата да ја поддржува владата помеѓу Груевски и Ахмети. Да гласат за владата, да гласат за председателот на парламентот, пошто би требало да биде тој албанец, и да ги гласат одредени системски закони кои се многу важни. Овие се точните информации, другото е се шпекулација.